Добар ден, почитувани гледачи. Следува Добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска ќе зборуваме за кронова болест, односно живот со хронично воспаление на цревата. Мој гостин и соговорник во студиото е професор доктор Владимир Андреевски, субспецијалист гастроентерохепатолог на клиниката за гастроентерохепатологија. Професоре, добар ден. Ви благодарам што прв пат сте дел од Добриот доктор. Добар ден на Добриот доктор, на Сител телевизија и на вашите гледачи. Професоре, за почеток, што точно е кронова болест? Кроновата болест представува хронично воспалително заболување на цревата, кое што се одликува со една хронична инфламација, едем и појава на трајни оштетувања доколку не се диагностицира и не се лекува навреме. Инаку една од карактеристиките на кроновата болест е што буквално може да го зафати секој дел од гастроинтестиналната туба, почнувајќи од устата до аналниот отвор. Но, убедливо најчесто во почетокот, се лоцира на завршниот дел од тенкото црево, односно илеумот, и заради тоа се нарекува терминален илеитис. Инаку, една од карактеристиките на кроновата болест е појавата на така наречено трансмурално воспаление, кое што ги зафаќа практично сите слоеви од ѕидот на цревото, а имаме и појава на така наречени скип лезии на прескок, што значи дека воспалените делови се испреплетуваат со буквално здрави делови на цревото. Така да тоа се главните карактеристики, а во поглед на еволуцијата на болеста, природниот тек е таков што кроновата болест протекува со периоди на мирување, односно ремисија, и периоди на активност на болеста, односно екзацербација или релапси на болеста. Така, често ова состојба се поистоветува и со улцерозен колитис. Која е разликата помеѓу кронова болест? Точно така, добро прашање. Значи, и двете, улцерозниот колитис и кроновата болест, спаѓаат во гамата на воспалителни цревни заболувања, кои што имаат слични клинички манифестации, односно, да речеме, појава на диареја и хроничен замор и исцрпеност, меѓутоа сосема различно се однесуваат во однос на дигестивниот систем. При тоа, главната разлика е во поглед на неколку елементи. Едната работа е локализацијата на воспалителниот процес, втората работа е зафаќањето на ѕидот на цревата и третата е екстензијата на зафаќањето и континуитетот. Во поглед на локализацијата, ако рековме дека кроновата болест може да се јави на било кој дел од устата до аналниот отвор, улцерозниот колитис ексклузивно и исклучиво го зафаќа само дебелото црево, односно колонот и ректумот. Во поглед на зафаќањето на ѕидот на цревата, кај кронот рековме дека воспалението е не сите слоеви, додека кај улцеративниот колитис во 95% од случаите е ограничено само на површниот слој од лигавицата на цревата, односно мукозата. Додека во однос на континуитетот, ако кај кроновата болест имавме лезии на прескок кои се испреплетуваат со здрави делови од цревото, кај улцеративниот колитис воспалението е секогаш континуирано и започнува од ректумот и се шири проксимално нагоре. Се разбира, постојат и други разлики во клиничката слика, да речеме, кај кроновата болест е исклучителна ретка појавата на крварење, додека кај улцерозниот колитис е секојдневие и знае да биде обилно крварењето. Понатаму стомачната болка, која кај кроновата болест знае да биде интензивна и главно е локализирана во долниот десен абдоминален квадрант, за разлика од улцеративниот колитис, каде што е поблага болката и обично во форма на грчеви, лоцирана од левата страна и долу. Понатаму, од аспект на појавата на некои компликации, како што се фистулите или стеснувања на цревото, кои што се многу почести кај кроновата болест, споредено со улцеративниот колитис. Постојат и други разлики, како например во пристапот во хирушкото лекување. Кај кроновата болест, хирушкото лекување не може да резултира со трајно излекување на состојбата, односно, колегите хирурзи ги отстрануваат само најоштетените делови од гастроинтестиналниот тракт и при тоа треба да работат максимално штедливо, за разлика од улцеративниот колитис, каде ако станува збор за тешка форма на болест, која е рефрактерна на дадената терапија и е животно загрозувачка, тогаш се оди на отстранување на целото дебело црево, така наречена проктоколектомија, после што се смета дека во 95% од случаите пациентите се излекувани. Постојат бројни вакви разлики компаративно меѓу кроновата болест и улцеративниот колитис.
колитис. Колку е честа кроновата болест и кои причини всушност доведуваат до појава на болест? Видете вака, ние сме сведоци на еден глобален пораст на појавата на воспалителните цревни заболувања на светско ниво, па ако сакате и во Македонија, вклучително тука. Ќе проговориме за Македонија, конкретно кон крајот и кроновата болест, каде што генерално се смета дека тоа е последица на трендот на се поизразено прифаќање на западниот стил на живот. И тоа од повеќе аспекти, почнувајќи од начинот на исхрана со внес на ултрапроцесирана храна, со внес на рафинирани шеќери, со заситени масти, значи и трансмасни киселини, кои што секако представуваат ризик фактор за појава на кроновата болест. Факт е дека во последниве 2 до 3 децении сме сведоци на еден голем пораст на воспалителните цревни заболувања со пик во појавата кај младите на возраст од 20 до 30 години. Иако постои и втор пик во појавата на болеста, да речеме споредено со историски гледано порано пред 2 до 3 децении, кога главно кроновата болест беше болест која што се јавуваше во развиените западни земји, односно Северна Америка и Северозападна Европа со така наречен северно-јужен градиент на појава, што денеска не е така. Токму затоа и сме сведоци на еден остар скок во стапката на инциденца на кроновата болест во земјите од југоисточна и од јужна и источна Европа, каде што општествата постепено се повеќе го прифаќаат тој западен стил на живење. А во поглед на причините за појава, за жал и покрај бројните напредоци во медицината, во поглед на воспалителните цревни заболувања, последниве неколку години, да не речам деценија, се уште не постои точен и прецизен одговор за еден дефинитивен и конкретен причинител за појава на болест. Значи не можеме да говориме за конкретно еден виновник, да речеме конкретен вирус, бактерија или генетски фактор. Современата медицина вели или смета дека кроновата болест е мултифакторијално заболување, каде што практично треба да се јави една, ако можем така да кажам, совршена бура, кога се присутни повеќе елементи и кои се јавуваат во исто време кај еден пациент за да дојде до манифестација на кроновата болест. Кои се сега тие елементи? Ризик фактори. Така, ризик фактори. Едната работа е нарушениот имунолошки систем со појава на автоимун одговор. Втората важна компонента е наследниот фактор, односно генетската компонента. Третиот елемент или момент е пореметувањето на цревната микрофлора, односно гастроинтестиналниот микробиом. И последното, четврто, веројатно најважно, е промената на факторите од надворешната средина. Инаку, во поглед на имунолошкиот систем и автоимуниот механизам, како тоа оди, за разлика од здрави поединци, каде што имунолошкиот систем реагира уништувајќи ги само штетните бактерии, вируси и други микроорганизми, кај пациентите со кронова болест организмот делува и против, условно речено, добрите микроорганизми во состав на цревната микрофлора, се откочува процесот на воспаление и тој потоа продолжува во вид на Маѓепсан крупс или циркулус вициозус да перзистира, да не речам со недели, со месеци, па и со години. Во поглед на генетската компонента, дали е наследна? Да, па не е наследна, меѓутоа е важен ризик фактор, затоа што бројните студии покажуваат дека дури 10 до 20% од пациентите со кронова болест имаат роднини од прво колено кои што го имаат истото заболување. Во оваа смисла бројни научници во светот имаат утврдено преку 200 различни мутации, од кои можеби најпознатата е мутацијата на NOT2 генот, но тоа не значи дека сите луѓе кои што имаат мутација на NOT2 генот ќе развијат кронова болест. Се разбира дека е неопходен конкретен тригер фактор. Третиот момент рековме дека е гастроинтестиналниот микробиом, каде што практично доаѓа до нарушување на цревната микрофлора, односно се јавува една состојба на дисбиоза кај пациентите со кронова болест, каде што предоминираат штетните бактерии за разлика од протективните. А од надворешните фактори да почнеме да речеме од пушењето, како ризик фактор кој реално може да се моделира и со него може да се манипулира, за кој што се знае дека го удвојува ризикот за појава на кронова болест и го влошува клиничкиот тек кај пациентите кои веќе имаат кронова болест. Потоа ја споменавме нездравата исхрана, ултрапроцесирана, рафинирани шеќери и така натаму, масноти, потоа некритичната и неоправдана примена на антибиотици во рана детска возраст.
Според некои студии, ваквата прекумерна употреба на антибиотици во детска возраст го зголемува ризикот за појава на улцерозен колит за 20%, а за коронова болест дури и за 80%. И да не заборавиме и на хроничниот стрес, кој не е непосредна причина за појава на болеста, меѓутоа знае да биде и веројатно е најфреквентниот тригер фактор за влошување кај оние кои веќе ја имаат кроновата болест. Тука да ги слушнеме прашањата и од нашите гледачи, ќе продолжиме и понатаму околу останатите симптоми на диагностиката и третманот пред се на кроновата болест. Почитувани во програма сте, повелете со прашањето. Добар ден во студиото. Поздрав до водителот и до докторот. Имам едно прашање до докторот. Да ми објасни за дивертикули, болест на цревата дивертикулоза. Како се лечи, возрастна особа сум, дали се лечи, како се добива и како се лечи, дали се лечи воопшто? Така, во ред, накратко ќе добиете одговори на вашето конкретно прашање. Па добро, прашањето не е директно поврзано со кроновата болест, меѓутоа дивертикулозата е фреквентна состојба и се смета дека и 50% од популацијата на возраст веќе по 50-та развива дивертикули. Тоа се еден вид на джебови кои што се формираат заради слабост на зидот на дебелото црево и клинички главно се манифестира или како воспаление дивертикулитис или може да биде причина, особено кај постарата популација, за дивертикулозно крвавење. Класична терапија за излекување, медикаментозна, не постои. Прашање е со каков интензитет и фреквенција се јавуваат симптомите. Понекогаш кај пациенти кои што имаат комплицирана дивертикулозна болест, со појава на абцеси, перфорација, прскање на цревото или појава на репетирачки крварење е индицирана хирургија, каде што се отстранува делот од дебелото црево кој што е зафатен од дивертикули. Инаку генерално гледано мерките се хигиено-диететски и со симптоматска терапија. Така, симптоматска терапија и евентуално примена на нересептивни антибиотици од типот на рифаксиминот за купирање на пациентите кои што имаат воспаление на дивертикулите. Тоа би било накратко. И што е најважно, редовно следење и контроли. Да. Доколку имаме следен гледач или гледачка, добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден. Да ве слушам некако. Сега ве слушаме, во програма сте, дали е сега во ред? Па да. Повелете со прашањето. Сакам да прашам, јас имам, не знаев дека така се вика таа болест, сега од докторот слушнав, меѓутоа имам ја тоа одамна, не знам зашто мене стомахот ми е цел надоен од горе, од подградите, а надоле. Цел ми е надоен и тешко, ја излегувам по горе на ножа, меѓутоа тоа тешко ми е. Сум била на лекар, ме пратија на урогинеколог и само тогаш ми кажа дека нешто е поврзано ова со дебелото црево, пошто ме боли од горе од желудецот, а јас сум и до душа многу нервозна од дете, со проблеми и така натака, и до ден денеска, и може и од тоа ми е. Али, ова највише ми смета што ми е многу стомахот надуен и ми рекоа дека таму треба нешто да ми направат, меѓутоа апаратот бил расипан, така остана и поќе не ме повикаа и сега имам јас внука. Доктор, она ми рече, бабо, ова ти е поврзано со дебелото црево. Што значи, али она не е... Тоа знае, иначе не е она по оваа бранша и вика да си одиш на лекар обавезно, вика, пошто сигурно нешто треба да ти направат, вика пак да не те пратат па на уролог, тоа како урогинеколог. Да. Во ред, да, во интерес на времето, да ќе добиете препораки и совети од професор Андреевски каде да се обратите поконкретно и како да се постави точна диагноза, дали станува збор за кронова болест или за некоја друга. Па добро, јас уште веднаш топло и препорачувам на пациентката да се обрати, најпрвин јас би рекол кај интерниста, потоа и ако треба и кај гастроентеролог. А независно од првичниот коментар дека има таа болест, крајниот впечаток ми е дека сепак не е потврдена кронова болест во прашање. Ако ја цениме или анализираме појавата на подуеност и отежното празнење во поглед на кроновата болест,
Тоа е еден од алармантните симптоми кој може да биде одраз на појава на компликации кај кроновата болест. Обично станува збор за состојба на преплет на цревата или илеус. Во таква една ситуација, покрај оваа подуеност и, да речам, на болка во стомакот, која главно е локализирана во долниот десен абдоминален квадрант, со болна чувствителност и на најнежен допир, доаѓа до појава и на упорно повраќање, Така. кое трае со денови, буквално пациентите не може да внесат ништо на уста, но и прекин во појавата на празнење на гасови и празнење на столица. И тоа е еден од алармантните симптоми заради кои треба да се посети и интернист и гастроентеролог. Меѓутоа, овде не можам да бидам сосема на чисто. Факт е дека со овие потешкоти што ги има, веројатно пациентката би добила препорака да направи колоноскопија. Да, за да се има и појасна представа и слика за состојбата. Ќе вклучиме уште неколку гледачи. Добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден. Ало, добар ден. Бе слушаме, во програма сте, повелете се прашање. Бе слушате, не? Да. Поздрав до вас, до водителот, поздрав до докторот. Фала му на Бога што е тука, се израдував кога го видов. Сега на 24-ти беше, ми направија колоноскопија и ми направија полипи извадено и полипоктомија, така, докторот знае, мислам ке се сети за кого се работи, беа двајцата со поздрав до докторот, многу голем поздрав. И до докторот Дериван, двајцата ме направија, може ке му текне на докторот, јас сум од Кујна, сега сум у пензија. Така, се надевам дека сега сте во ред. Да, докторе. Да. Сега сум добра, ви текна, може би, која сум, сега на 24-ти Така е. Останете во добро здравје, господјо, секој е добро. Да. Добро. Да, тоа беше првиот случај со колегата Дериван, кај што ние ја спроведовме процедурата на субмукозна дисекција, хибридна техника, што е новитет на македонските простори. Ќе проговориме на некоја следно гостување на пациентката, и посакувам добро здравје, ќе се видиме на контрола. Така е, ќе имаме простор само за уште еден гледач или гледачка. Добар ден, во програма сте. Добар ден. Бе слушаме, во програма сте, повелете со прашањето. На телефон е гледачка од Скопје, на возраст од 59 години. Од детство се мачам со обстипација. Сега, дали имате само поврзана со тироидата, имам проблем со тироида, Хашимото, и со терапија. Дали сте се уште на линија? Атрофирана тироида, 150 со 175 пијам. Дали како се изгуби тонот, дали се уште сте на линија, господја? Да. Дали ме слушате? Сега ве слушаме, во рете, обстипација дали е поврзана со тироидната жлезда? Така, дали обстипацијата е поврзана само со тироидната жлезда, немам проблем со крварење и такво нешто, али од детство јас сум цело време со некои си лаксативи, некои си терапии што постојано ги купувам од аптека до тогаш и си ден денес на своја рака, али ми кажа дека има врска и со тироидата за таа обстипација. Во ред ќе одговори професорот. Да дојдам на преглед за цревно испитување или се припишува само на тироидата, на Хашимотото. Со веќе 7 години сум со таа терапија. На атрофирана жлезда. Ќе одговори професорот на конкретното прашање, секој е добро? Неспорно, значи секоја состојба на хипотироидизам, на намалена продукција на тироидни хормони резултира со успорување на метаболизмот и на метаболните процеси, па во таа смисла и успорување на цревната перисталтика. Така да една од карактеристиките на хипотиреозата е токму појавата на хронична констипација. Да не зборуваме за другите симптоми и манифестации. Но независно од тоа, со самото тоа што пациентката е на возраст над 50 години, а нема направено колоноскопија, независно од тоа што има проблем со штитната жлезда, апсолутно има индикација да направи колоноскопија. Најдобро е колоноскопија, како што и самата рече. Тоа е во насока на скрининг програмата за рана превенција на појава на колоректален карцином. Нема дискусија. Да се вратиме на кроновата болест. Професоре, во текот на разговорот споменавте дел од симптомите карактеристични при споредбата со улцерозниот колит. Колку долго вообичаено пациентите имаат симптоми пред да се диагностицира дека станува збор за кронова болест и што најчесто чувствува? Тука сме значајно подобри од минатото, односно актуелните последните студии зборуваат дека
просечниот период од појава на први симптоми до поставување на диагноза некаде е 9 до 15 месеци, иако има и одредена бројка на пациенти кои што и со години чекаат за да се потврди диагнозата. Да речеме, компаративно во однос на улцеративниот колитис, ова е многу почест феномен кај кроновата болест, бидејќи тоа е подмукла болест каде што симптомите се јавуваат постепено. Една од причините е и што кај кроновата болест многу ретко имаме ректално-анално крварење. Самата појава за крварење е директен мотив за правење на колоноскопија и доаѓање до брза диагноза, а тоа кај кронот го немаме. И постапната појава на симптоми кои што знаат дури и спонтано да се повлечат, значи следуваат и спонтани периоди на ремисија кои што може да траат и по неколку месеци, па погрешна перцепција на пациентот дека се работи за лоша исхрана, за вирусен или бактериски, односно гастроентеритис или труење со храна или синдром на нервозно црево и така натака, за да се дојде после некој одреден одложен период до вистинската диагноза. Меѓутоа, ова одложено или задоцнато диагностицирање има бројни медицински импликации во смисла на тоа дека одложената диагноза значително според некои автори, односно студии, до 4 пати го зголемува ризикот за потреба од хируршко лекување кај пациенти со кронова болест, кај кој што диагнозата доцни подолго од 1 година. Логично е, затоа што практично немаме рана терапија и ран третман на воспалението. Воспалението продира подлабоко во зидот на гастроинтестиналниот трак. Се зголемува ризикот за појава на компликации, стеснувања, развој на фистули, стриктури, гноења, апцеси и така натаму и така натаму. И токму затоа е битна раната диагноза. А тука се разбира дека ги имаме и диагностичките алатки. Така, како се диагностицира кроновата болест? Знаете, ние гастроентеролозите златен стандард има, меѓутоа универзален тест немаме на располагање, за жал. Станува збор за комбинација на испитувања со кои што ние ја комплетираме сликата за да кажеме дека станува збор за кронова болест. Прво се лабораториските тестови, каде покрај крвната слика и проширената лабораторија се прават и некои инфламаторни маркери. Пациентите тоа добро го знаат, тоа е С-реактивниот протеин и седиментацијата, и нешто што за среќа на нашиве простори го имаме од периодот на ковид наваму, тоа е фекалниот калпротектин. Тоа е еден протеин кој што се одредува сосема беневалентно во столицата и представува одраз на воспаление на цревото. Кога е тој покачен над вредност од 150 или 200 микрограми, со висок степен на сигурност упатува на воспаление. Меѓутоа не укажува на тоа дека станува збор за кронова болест, зашто може да биде покачен и кај дивертикулитис, кај колоректален карцином и други типови, постирадиацијски колитис, други типови на воспаленија. Следно е златниот стандард, ендоскопијата. И тоа првенствено илеоколоноскопијата, каде што гастроентерологот или интернистот ендоскопист влегува, го евалуира целото дебело црево и терминалниот илеум и ги гледа типичните промени. Појава значи на улцерации, на прескок, појава на едем на лигавицата, појава некогаш на така да речена калдрместа лигавица, појава на стеснувања, појава на фистулозни отвори и она што е многу важно, има можност да се земе биопсија. Земањето на биопсија овозможува хистопатолошка евалуација. Тоа за време на процесот на колоноскопија, така? Така е, во тек на процесот на колоноскопија, но да не се лажеме, значи нема апсолутна диагностичка вредност, затоа што за жал статистиката и медицината е сурова статистика, покажува дека само 30% од биоптираниот материјал покажува типични хистопатолошки промени за кронова болест, односно неказеозни грануломи. Дури на оперативен материјал кај оперирани пациенти со кронова болест, наодот е позитивен само во 60% од случаите. Па заради тоа имаме и горнодигестивна ендоскопија или гастроскопија кај пациенти кои што имаат проксимална форма на болест, кој го зафаќа желудникот, дуоденумот, храноводот и така натаму. Понатаму, ја имаме на располагање конкретно капсулната ендоскопија која јас ја водев на клиниката за гастроентерологија и хепатологија уште во 2013 година и која кај пациенти со кронова болест се ординира и спроведува само тогаш кога сме сигурни дека нема стеснување за да не дојде до заглавување на капсулата. Инаку капсулната ендоскопија е метода каде се голта капсула со големина на таблетка амоксиклав и прави илјадници слики во минута, кои што потоа се симнуваат и докторот ги анализира за да ја потврди диагнозата и да регистрира промени кои се типични за кроновата болест. И секако тука ни се на помош колегите радиолози, рентгенолози, се извинувам, со нивните имиджинг техники, каде што предничи магнетно-резонантната ентерографија. Тоа е метода каде со магнетна резонанца и двоен контраст и венски даден и орално се анализира
должината, по цела должина тенкото од цревото, тоа е орган од 6,5 метра, каде што покрај луменот може да се види и задебелувањето на зидот на тенкото црево, појавата на реактивни лимфни јазли и така натаму и така натаму. Така, кога И се разбира фекалниот кал протективно, инфламаторните маркери, тестовите. Така, како еден од посовремените Така е. методи за диагностика, кога веќе ќе се диагностицира, што се менува во животот на пациентот, професоре? Се менуваат многу работи, меѓутоа ми се чини дека првенствено се менува пристапот кон храната. Значи, кај Посебен кроновата режим веќе се воведува. посебен режим. Практично речено, карактеристична е индивидуализираната исхрана. Значи, тоа што на некој пациент му пречи од намирниците и достапните продукти, на други може да не им прави никакви проблеми. Генерално гледано се разликуваат два типа на исхрана. Исхрана кога болеста е во фаза на мирување и кога треба да биде избалансирана, без посебни ограничувања, и исхрана која што е рестриктивна во фаза кога има активност на болеста. Во таков стадиум се избегнува примената на влакна. Значи, тоа се сите овие снегулки, свеж зеленчуки, овошје, особено со лушпи, семкасти производи и така натаму, се што може да предизвика механичка иритација. Понатаму имаме избегнување на внесување на млечни производи, затоа што кај пациентите со кронова болест многу често се јавува секундарен дефицит на ензимот лактаза, кој е одговорен за дигестија на млечниот шеќер. Па се јавуваат такви симптоми. Понатаму треба да се избегнува внесот на кафе и енергетски пијалоци, затоа што кофеинот е добар стимулатор на перисталтиката и може да биде причина за забрзан гастроколичен рефлекс и потреба од празнење, односно појава на диареја. Понатаму внесување на рафинирани шеќери во преголема количина, затоа што тие предизвикуваат осмотска диареја, односно осмотски пролив. На вештачки заслудувачи од типот на сорбитолот, манитолот во бомбони, мастики и така натака, кои што даваат подуеност. Така да тоа се некои груби препораки. Или газирани пијалоци, кои што значат зголемен внес на гасови во цревата и потенцирање на евентуално присутната подуеност. Убаво рековте индивидуален пристап, затоа што на некого ако нешто му пречи на друг не, дури се советуваат пациентите да водат и некогаш дневник, и јас ги советувам дневник за исхрана, за да знаеме точно на кои намирници реагираат, што е она што им пречи и што навистина треба да го избегнуваат речиси постојано. Освен стилот на живот и начин, односно конкретно исхраната, во однос на лекувањето, може ли кроновата болест целосно да се излекува или е веќе хронична состојба која само треба да се контролира? За жал, медицината до ден денешен нема пронајдено лек за трајно излекување. Значи, пациентите мора да акцептираат дека станува збор за доживотна состојба и заболување. Еднаш кога ќе се јави, пациентот ќе живее со кроновата болест до крајот на својот живот. Но она што е добро е дека денеска имаме на располагање такви форми на терапија кои што возможуваат задоволителна контрола и добар квалитет на живот. Дури и хирургијата не дозволува, како што рековме, комплетно излекување за разлика од улцеративниот колит, каде проктоколектомијата би резултирала каде 90% дебело црево со излекување на состојба. Така е кроновата болест, хирургијата само ги отстранува најоштетените делови. Така да во однос на лекувањето покрај оние стандардни препарати кои порано ги користевме, за жал ги имавме само на располагање, тоа главно беа кортикостероидите и некои имуносупресиви од типот на азатиопринот, 6-меркаптопуринот кои генерално го супримираат целиот имунолошки систем. Денеска ги имаме на располагање и овие напредни форми на терапија и тоа се главно биолошката терапија и примената на мали молекули со кои што болеста може да се стави под контрола. Често се слуша терминот биолошка терапија, еве конкретно мало појаснување за гледачите што всушност значи биолошката терапија, еве конкретно во гастроентерохепатологијата и која станува збор за кроновата болест. Така е. Биолошката терапија всушност представува примена на лекови кои што се производ на живи организми и нивни протеини кои што делуваат на молекуларно ниво. А конкретно кај кроновата болест представува во вистинска смисла на зборот една кочница која што треба да го стопира тој автоимун процес на автодеструкција на гастроинтестиналниот тракт, односно на цревата. Сега тука постојат повеќе класи на лекови кои што представуваат моноклонални антитела, да речеме
од типот на анти-ТНФ инхибиторите, односно инхибиторите на тумор-некротизирачкиот фактор алфа, од кој што имаме повеќе представници и на клиниката за гастроентерохепатологија од 2020 навака ги имаме воведено, значи, инфликсимабот и адалимумабот. Потоа имаме антиинтегрински антитела, чиј главен представник е ведулизумабот. Кај нас конкретно во нашата земја ќе го презбориме тоа после. Значи имаме и јанускиназа инхибитори кои што супримираат конкретни ензими внатре на целуларно ниво, но постојат и други во палетата на овие моноклонални антитела насочени против одредени интерлеукини, односно проинфламаторни цитокини кои што ги има во светот, а се надеваме дека наскоро ќе дојдат и во нашата земја и чија што цел практично на оваа биолошка или напредна форма на терапија, па ако сакате и конвенционалните форми на терапија, е не да се излекува болеста, туку да се стави под контрола. Што тоа би значило? Тоа би значило да комплетно се повлечат симптомите кај пациентот, да се нормализира на некој подобри начин квалитетот на живот, да се нормализира живеењето на пациентите и да се постигне една така наречена состојба на длабока ремисија, каде на контролно направена ендоскопија и колоноскопија нема да имаме видливи ендоскопски промени. Па ако сакате, дури современата гастроентерологија сега инсистира и на хистолошка ремисија, значи да земете биопсија, а да нема знаци на воспаление, што по мене мислам дека е тешко На колку време им препорачувате контрола на веќе диагностицираните ваши пациенти? Па секако зависи од тежината на клиничката слика, меѓутоа не помалку од една посета годишно кај избраниот матичен гастроентеролог. Инаку, динамиката на следење и лабораториски контроли, па ако сакате и ендоскопски контроли, е високо варијабилна. Да речеме, лабораториски контроли се прават и на 3 и на 6 месеци од аспект на С-реактивен протеин и фекален калпротектин, особено кај пациентиве што не се на биолошка терапија. Па ако сакате и ендоскопска контрола еднаш во годината, заради следење на ефектите или губиток на ефектите од применетата биолошка терапија, или за потенцијален ризик од појава на компликации. Да не заборавиме дека меѓу споменатите илеус, перфорација на црево, појава на апцес и така натака е изголемениот ризик за колоректален карцином. Но тоа важи за пациенти кои што имаат долгогодишна децениска кронова болест, обично подолго 10 па и 20 но години, не соодветно третирана. Кои што и да имаат добри симптоми, подлежат на периодични контролни колоноскопии, односно ендоскопии, за да се минимизира ризикот за малигнизација на кроновата болест. Да, сега ќе го фатиме делот за состојбата во Македонија, бидејќи сме кон крајот на емисијата. Дали бројот на пациенти расте и дали го забележувате тој тренд кај вас на клиниката за гастроентерохепатологија? Апсолутно да. Значи, искуствата на клиниката за гастроентерохепатологија се навистина децениски. Значи, почнувајќи од првата клиничка епидемиолошка студија публицирана од професор Мишевски и Крстевски во 2001 година, каде што се анализираат податоците за пациенти кои биле водени во амбулантскиот дел посветен на имаме и графикон, ќе ги замолам колегите од режија на ваша видео презентација да може да оди во позадина. Во периодот од 1980 до 2001, кога да речеме стапката на појава на кроновата болест на клиниката за гастроентерохепатологија изнесувала 0,48, компаративно со тоа или стапките на инциденца анализирано, односно на преваленца по општини кај што се движат од 1 до 22 случаи на 100.000 популација, една наша компаративна анализа и публикација во 2021 во Франкфурт во Германија покажа дека имаме еден драстичен пораст. Конкретно, ја имаме и табелата на Македонија. Ќе погледнат гледачите каде што имаме скок во појавата на, односно стапката на преваленца на кроновата болест на нашата клиника на 1,48. Тоа е пораст за 5 пати. Додека согласно податоците од системот на Мој термин, кој е одличен регистар за вкупно регистрираните болни со кронова болест и улцеративен колитис, гледано и споредено од 2017 до 2024, сведоци сме на еден постојан тренд на пораст. Каде што во моментот ми се чини до 24-та се податоците се околу 780 пациенти се со кронова болест, а 2/3 се пациенти со улцеративен колитис, што секако е респектабилна бројка споредено со 2001-та кога сме имале да речеме 240 пациенти со кронова болест и тоа поголем дел биле со кронова болест, под претпоставка дека во тоа време клиниката за гастроентерохепатологија била единствената установа која што можела да обезбеди севкупна обработка, дијагноза и терапија на овие
пациенти. Така што дефинитивно е во пораст. И впрочем во прилог на тоа говори и фактот што и во поглед на оваа напредна терапија, односно биолошката терапија, гледате сега имаме овдека стапки на преваленца за кроновата болест до 15 случаи на 100.000 популација, што ја објаснува онаа бројка на 780 пациенти со кронова болест или една вкупна бројка од 2900 пациенти во Република Македонија со воспалителни цревни заболувања. Но во делот на биолошката терапија ќе видите дека... Да, колку пациенти се покриени? Така, за разлика од почетоците, пазите, клиниката за гастроентерологија има искуство со примена на биолошка терапија уште од 2000-та година, значи набрзо по воведувањето на биолошката терапија, со тоа што пациентите беа принудени да ја купуваат приватно, да ја плаќаат од сопствен джеп. Меѓутоа, настана една промена 2020 година кога беа обезбедени првите количини на ваква биолошка терапија, тукму со овие анти-ТНФ инхибитори и првичната бројка, тоа ќе се прикаже наскоро, беше 15 пациенти, за да низ годините постепено растеме, за да во 2024 имаме 95 пациенти кои што се на биолошка терапија, веќе минатата 25-та, речиси 200 пациенти, а сега и преку 200 пациенти кои што се на биолошка терапија. Се разбира дека ова не е задоволително, од причина што ќе видите сега имаме и некои слайдови за така наречената биопенетрација, тоа е уделот на напредните форми на терапија во однос на конвенционалната терапија. Каква е таа стапка, колкав процент од пациентите со воспалителни цревни примаат напредни форми на терапија. Ако во светот некој просек е 30%, ми се чини дека полека ние во Македонија сега се приближуваме кон 10%. Тоа е далеку од задоволително, но неспоредливо подобро во периодот со 2000-та, кога воопшто немаше биолошка терапија и значајно подобро во последниве неколку години. Така, освен оваа терапија, што друго би можело да се промени или да се подобри во однос на третманот на пациентите, конкретно како најврвна установа гастроентерохепатологија клиника? Да, видите, во моментов ние сме единствениот и референтен центар за воспалителни цревни заболувања во државата, од проста причина што само кај нас се применуваат овие напредни форми на терапија, ако сакате и во диагностичка смисла на зборот, значи со можности за комплетна евалуација и следување на овие пациенти. Ми се чини дека 19 мај е денот посветен, светскиот ден посветен на воспалителни цревни заболувања и оваа година јас не бев присутен од објективни причини, меѓутоа се одржа еден настан на кој што беше и новиот министер за здравство, односно тогашниот директор на фондот, пред само и министерот на здравство и така натака, каде што се зборуваше за дисперзија на оваа биолошка терапија, односно регионализација, што би представувало вистинско олеснување. Ова се однесува за пациентите пред се, така. Апсолутно, да, што се однесува на оние пациенти кои што се во стабилна состојба, кои што едноставно доаѓаат во нашата установа само да ја примат редовно терапијата. Така. Се разбира, не се однесува на оние кои што имаат тешки форми, кои што треба да останат згрижени во рамки на нашата установа, односно клиниката за гастроентерохепатологија. На самиот крај од емисијата, ваша порака до сите пациенти кои чувствуваат дел од тегобите или симптомите, но и лицата кои живеат со кронова болест? Па јас би им порачал дека диагностицирањето на кроновата болест не значи крај на животот. Значи, токму со добра дисциплина, со правилна исхрана, со редовни контроли кај избраниот гастроентеролог, првенствено матичниот лекар се разбира, и со редовна и перзистентна примена на ординираната терапија, кроновата болест може да се држи под контрола со години, да не речам и со децении. И впрочем и во пракса, најголем дел од овие пациенти водат комплетно исполнет живот, квалитетен живот и на професионален и на личен план. Па оттаму, значи, да доаѓаат на редовни контроли, да не ги занемаруваат симптомите, редовно да ја примаат терапијата, дури и тогаш кога се чувствуваат најдобро, одлично. Затоа што прекинот на терапијата значително го зголемува ризикот за екзацербација на болеста. И се разбира да работат на анулирање, односно смирување на појавата на стрес. Колку што е можно, затоа што стресот представува еден од најчестите тригери за реактивација и екзацербација на кроновата болест. И само една омашка и додавка во приказната дека во развиените западни земји, во рамки на тој мултидисциплинарен тим кој што се грижи за пациентите со кронова болест, неизбежен дел покрај гастроентеролог, дигестивен хирург, рентгенолог, нутриционист е секако и психолог и психијатар. Така.
Така, ви благодарам за одвоеното време, за советите и искуството кое го споделивте со нашите гледачи. Со задоволство ве очекувам, професоре, повторно да бидете дел од Добриот доктор. Ви благодарам на поканата и ќе се видиме во наредна прилика. Така, за неколку месеци повторно. А почитувани вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре. Со вас ќе биде мојата колешка Сања Димитровска. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија. Имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!